Предлог законот за амнистија на независната пратеничка група на ВМРО ДПМН е готов, дознава 1ТВ. Неофицијално во законот независните пратеници предлагаат преквалификување на делото терористичко загрозување на уставниот поредок на земјата за директните учесници и целосна амнестија за индиректните. Во среда на првиот состанок предлог законот ќе се најде пред целото тело кое брои 25 членови, а е составено од пратеници од собраниското мнозинство и 8 независни пратеници. Нашите извори потврдуваат дека се уште трае координацијата меѓу правните експерти со пратениците од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН. Гледаме дека секој ден се случуваат активности кои имаат влијание врз целиот процес на помирување, велат за 1ТВ извори од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН. Денеска собранието со 59 гласови против и 25 за го одби законот за амнестија за учесниците во собраниските инциденти од 27 април. Доколку Зоран Заев и парламентарното мнозинство на вистина и искрено сакаат национално помирување, како што тоа беше напоменато токму од оваа говорница, тоа може да го направат со поддршка на овој закон за амнестија, како што кажав, поднесено од пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата. Овој закон предвидува вистинско национално помирување за сите оние кои што учествувале во настаните од 27 април, а не селективно помирување, како што сака да направат премиерот Зоран Заев и парламентарното мнозинство преку така наречената Комисија за помирување. ВМРО ДПМН бараше за мрачните случувања против демократијата и против граѓаните да бидат ослободени од одговорност сите насилници. Тоа е недозволиво. Ставот на пратениците од СДСМ е јасен. Одговорност за насилството на 27 април мора да има. Не смее и не може да има амнестија за оние кои што планирале, нарачале и извршиле насилство на 27 април. Знаеме дека телото за помирување е производ од инклузивноста на процесите во собранието. Очекуваме во најскоро време од нивна страна да произлезат насоките и формите за тоа како би се случувало помирувањето. Утре во собранието ќе се расправа за одземање на имунитетот на Груевски. За 1ТВ од собранието потврдуваат дека од кривичниот суд пристигнале 5 предмети со кои се бара одобрување за мерката притвор за пратеникот Никола Груевски. На Комисијата за мандатно-имунитетни прашања ќе се отвори прашањето за одземање на имунитетот на екс-премиерот. За одземање на имунитет потребни се 61 глас.